Добро вечер. Уште едно издание на Инфоплюс. Токму навреме со нас малку да се одморите од првиот работен ден од неделата. Наредниот половина час, како што веќе знаете, резервиран за ова вечерна емисија кога патуваме во светот на информациите. Меѓутоа, овој пат малку подалеку од политиката, она што секојдневно го слушате и верувам дека и денеска многу пати сте го слушнале. Останете со нас, се враќаме веднаш по џинглот. Со одлуката на Регулаторната комисија за енергетика од денес на полно ќе важат нови цени на нафтените деривати. Денешната одлука нема да ги израдува возачите. Бензините и дизелот поскапуваат за 1,5 денари по литар. Литар Евросупер од 95 октани од полно ќе се точи по цена од 69 денари. Евросупер од 98 октани ќе чини 71 денар за литар. Цената на дизелот ќе изнесува 54,5 денари за литар. Младите од 6 европски држави го искористија сопствениот фолклор и традиционални игри како мост за меѓусебно запознавање. Под мотото "Танцувај со мене", Младинскиот совет од општина Босилово реализираше меѓународна средба на која учествуваа 30 на млади од Македонија, Италија, Шпанија, Турција, Унгарија и Полска. За време на 8-дневната средба од 10 до 18 април, учесниците на размената имаа можност да ги запознаат спецификите на фолклорот и традицијата на нивните врсници од другите делови од Европа, а со тоа и да научат да бидат толерантни кон другите луѓе. Целиот проект резултираше со подготовка на заеднички танц со елементи од традиционалните танци на сите учесници во проектот. Проектот "Танцувај со мене", Младинскиот совет од Босилово го реализираше со финансиска поддршка на Европската унија преку Еразмус плюс програмата, пишува струмичкиот портал Струмица денес. Продолжуваме понатаму и се префрлуваме во светот на патувањата и превозните средства. Денес е тешко да се предвиде како ќе изгледа иднината, но некои луѓе даваат идеи, а некои се трудат да ги претворат во реалност. Ресторанот што лебди и служи како превоз меѓу градовите може да биде своевидна иднина на јавниот превоз за кратки релации, но има и такви за подолги релации. Како и да иднината и да не биде како што ја замислуваме, ќе биде многу интересна. Во продолжение ќе може да го погледнете краткото видео кое покажува како некои луѓе ја замислуваат идејата за јавниот превоз. Ladies and gentlemen, welcome on board. Please stow your carry-on luggage onto the seat in front of you or in the overhead bin and take your seats as quickly as possible. Thank you. За некои луѓе Австрија представува прво преминување преку границата на поранешна Југославија, ако евентуално претходно можеби не го посетиле градот Трст.
Ако е тоа така, тогаш веројатно повозрасните генерации би сакале да се потсетат и на Лајбниц и Гранц, Моцарт, бомбиците и пијатник картите. Некои ќе се потсетат на Австрија како дестинација за незаборавен зимски одмор, посета на концерти, неповторливите туристички разгледувања на Виена и Салцбург. Австрија е мала држава во срцето на Европа, која изобилува со прекрасни пејзажи, планини, долини. Австријците се уредни и културни, а за нивните способности сведочат многу нешта, помеѓу кои големата заработувачка од самиот туризам. Следува видеозапис кој е направен на вистина на едно високо професионално ниво. За снимањето се потрошени цели 2 години, а материјалот кој тежи неколку терабајти ќе ни овозможи да ги погледнеме речиси сите убавини на оваа држава во само 3 минути. Погледнете и уживајте. Sometimes, yeah, that's really high. How small you are. I'm gone, Иако живеат во земја во која се фаворизира машкиот пол и каде девојчињата се сметани за товар на семејството, жителите од индиското село Пиплентри создаваат прекрасна традиција која го слави раѓањето на ќерка. За секое родено девојче тие заседуваат по 111 дрвја. Ова неверојатна традиција која поттикнува промени во однесувањето спрема жените, била започната во 2006 година од поранешниот лидер на селото Шајам, Паливал. Шајам прв заседил 111 дрвја во чест на својата ќерка која почитала додека била млада. Но садењето на дрвја не е единствениот подарок за новородените девојчиња. Жителите на Пиплентри исто така имаат развиено свој метод за да им обезбедат финансиска сигурност на женските бебиња, за тие да не бидат товар за семејството кога ќе пораснат. Секогаш кога во селото ќе се роди женско бебе, жителите собираат така наречена доверба. Тоа е всушност сума од $500, од кои 1/3 покриваат родителите на новороденчето. Парите се ставаат на сметка, а девојчето може да ги користи откако ќе наполни 20 години. Како возврат за подарената доверба, родителите на бебето мора да потпишат писмена заклетва дека нивната ќерка ќе биде омажена откако ќе наполни 18 години и ќе добие соодветно образование. Исто така тие се обврзуваат да се грижат за дрвјата кои се посадени по раѓањето на ќерка им. Досега селото Пиплентри е заслужно за засадување на повеќе од 280.000 дрвја, а со текот на годините жителите започнале и да заработуваат од нив. За да ги заштитат дрвјата од термити, тие засадиле над 2,5 милиони растења алоe вера, од кои подоцна започнале да произведуваат сокови и гелови кои ги продаваат на пазарот. Еден од жителите кој минатата година засадил 111 дрвја во чест на ќерка си, изјавил дека ги гледа младите стебленца и ја чувствува истата среќа како кога ја лула својата ќерка. Неспорно е дека Пиплентри е вистинска оаза на земјата и е место каде жените ја добиваат заслужената почит.
Што мислите што возат полицајците во Дубај? За тоа пишува интернет порталот Интересно.мк. Имено кога зборуваме за Дубај, помислуваме на сиот тој луксус. Истото може да се каже и за нивниот возен парк, тоест возниот парк на полицијата. Од прв поглед може да се помисли дека станува збор за новиот трейлер на пеколни улици, иако станува збор за демонстрирање на силите на елитната полиција во светот. Ова не е само обично промовирање на полицијата на Дубај, туку целта е да се привлечат повеќе туристи. Следува видеото. Продолжуваме понатаму со истражување на културите и патуваме низ светот. Откриваме како се менувало разубавувањето на муслиманките во последните 100 години. Тие не носеле од секогаш бурка како што се верува. Женските права и слобода се менувале многу низ историјата. Забрадените иранки прво ги тргнале марамите, а половина век подоцна повторно ги вратиле во мода. Именно наслабнувањето на строгите шеритајски закони во почетокот на минатиот век вовеле многу нови нешта и правила во однесувањето во исламскиот свет. Но сега, како што знаеме, се е постаро. Порано слободно ја покажувале својата густа црна коса и го шменкале своето лице, а денешните иранки ги сокриваат своите убави страни под марамите и широката облека, исто како што правеле нивните пребаби пред 100 години. Почитувани, следува едно интересно видео со куче кое пее кога ќе го чуе гласот на Витни Хјустон. Кучето Лејди Ксена ја развесели публиката на шоуто Белгија има талент пеејќи I Will Always Love You од Витни Хјустон. Ја купивме Ксена кога имаше 12 недели. Бевме во кафетерија и таа спиеше пред да започне да свири песната од Витни Хјустон. Но кога Ксена ја слушна песната, таа започна да пее, тоест да плаче. Беше многу чудно, изјавиле нејзините собственици за H&L. If I should stay, I would only be in your way. So I would, but I know I'll think of you every step of the way. And love you.
Вечерва точно во 22 часот ќе можете да го погледнете драма трилерот Поправен дом. Филмот не пренесува во еден поправен центар за млади, каде што неколкумина млади луѓе се изложени на бруталноста на затворските службеници. Главниот лик Буч е обвинет заради тоа што во тепачка ослепел еден од затворските полицајци. Подоцна ќе се види дека тоа било самоодбрана зашто тој бил малтретиран и нападнат од полицајецот. Режи да го погледнеме трейлерот. What happened? I slipped and fell. But if you refuse to cooperate, I have no choice but to isolate you. So let's go, you and me. Come on, throw down. Goodyear, what the hell happened? Почитувани, ова беше се за денешното издание на Инфоплюс. Репризното издание ќе може да го погледнете утре во 10 часот. А доколку имате некои предлози и прашања, слободно пишете ни на нашата Facebook страна. Останете ми поздравени и имајте пријатна вечер.